Започна подготовките околу големиот христијански празник Водици. Во Кичевското село Букојчани, кое брои околу 30 на куќи, уште од вчерашниот ден започна подготовките за тридневното празнување. Светиот крст вчера во предпладневните часови беше заврзан и накитен од страна на кумовите и од други жители на селото Букојчани. Денеска, на 18 јануари, познат како Водопост, кумовите ќе ги посетат домовите на сите жители од селото, при тоа посакувајќи им здравје и бериќе на целото семејство, а домаќините ги пречекуваат со постна трпеза. На 19 и 20 јануари, односно машки и женски водици, продолжува празнувањето, каде кумовите ги покануваат сите кои потекнуваат од ова село да дојдат во просториите на селскиот дом и заеднички со богата софра да празнуваат и да се веселат. Оваа година, на 19 јануари, по повод празникот Водици, во Кичево најавено е присуството на председателот на Република Македонија, господин Ѓорги Иванов, кој ќе присуствува на свечената литургија во храмот Свети апостоли Петар и Павле од Кичево, како и на свеченоста при фрлањето на крстот. Водици или Богојавление е денот на кој според христијанското предание Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. Се прославува на 19 јануари кај црквите што го користат јулијанскиот календар, вклучувајќи ја и Македонската православна црква Охридска архиепископија, а на 7 јануари кај црквите што го користат Грегоријанскиот календар. Со тоа му се дава значење на крштевањето како една од повеќето свети тајни на христијанството. Крштевањето значи и духовно раѓање, односно почеток на човековото живење во верата. Затоа кумот се смета за духовен родител на крстениот и најблизок роднина. Со овој празник завршуваат не само 12-те така наречени некрстени денови, туку и циклусот зимски празнувања во кој спаѓаат уште и свеченостите поврзани со Бабник, Божик, православната нова година Василица и други.